94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Или македонски кажано Елече. Со мене денеска како ко-водител ќе биде Столе Мицов, мојот верен ко-водител секогаш кога се наоѓам во тешка ситуација, како например сега ова, дека Жарко отиде да гостува во странство. Здраво Столе, како си? Здраво, добро еве. Го заменуваш Жарко? Да, по втор пат. Мислам, го заменуваш Атанас, јас го заменувам Жарко. Ствари, да. Да, така, кажи ми како си утрово? Па малку поспано, Така. уште немам испиено кафе, ама ќе се оправиме. Ќе се оправиме на првата музичка пауза, но за тоа има време. Кажи ми вчера како го помина првиот ден кога не се носеа прслучиња или лечиња? Па не беше првиот тој, не знам, мене ми дојде 26-ти. Вајда. 26. Не, кажи ми како го помина во кругот на фамилијата, Па си седев дома, ми беше страв да искочам надвор така? и не знам, гледав, пратев така на Facebook. Дали кога си, например, кога си голем љубовник, дали ти се олеснува работата кога е таков ден, како ден без елече, без прслук, без како и да се вика тоа? Да. Зашо ме прашуваш ме? Па не, онака Голем љубовник. Не, општо зборам како например кога би бил? Кога би го играл Дон Жуан, еве, дали би му олеснила работата тоа на Дон Жуан? Па вајда да. Вајда да. Така е, јас значи Еден чекор помалку. гласам и барам уште еден ден да има, ако може, без лечиња, без прслучиња. Ти си за такво нешто? Па ја би гласал секој ден да биде тако. Секој ден без Помалку пари лечиња. за гардероба, за девојките, Така, полесно за мажите. значи денеска предпоставам дека повторно ги облековте вашите лечиња и прошетете малку и проциркулирајте, што би рекле, низ нашиот главен град. Ние ќе се вратиме или нема да се вратиме нигде за тоа што речија викаат дека ќе поседиме уште малку. Вака, да го кажеме репертоарот тогаш, тековниот репертоар за нашиот театар, вака на 15 октомври, тоест утре, Да. се игра представата Нешто пропуштаме, а на 17 се игра представата Стюардеси, најпопуларната представа за 2014. До тогаш, ако сме спремни сега со музика, режија малку да се одмориме, јас и Столе да се напиеме едно кафе, вие ќе уживате со музика. Како не сме спремни, режијата секогаш тука, бидете со нас, може ќе доделиме некој гратис. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си ga слушамо на 99,3. И? И што, Столе, кажи? И ништо. Е така. Кажи ми, Столе, како, зошто дојде ти, како се договоривте со Жарко, ти да бидеш Жарко? Па дека еднаш како менува веќе и сега ме замоли пак да дојдам. Ама јас ја сватив посериозно работа овој пат. Така. И кога ми кажа пред 3-4 дена, веќе идам 3 дена у теретана. Се ишишав вака малку покељав Аха. и малку сум така сериозен и поостар. Поостар, тоа е препознатливо за глумата на Жарко. Да. А ти всушност сакаш и целосно да го додобиш како како холивудските актери, извини. Нашите холивудски холивудски актери како Колегите. Овој и Роберт Де Ниро, не знам. Роберт Де Ниро, Том Харди. Струмица. Том Харди. Тебе Томчето. Томчето. Дека е Томчето? Томчето од Англија негде беше. Од Англија, да. А кажи ми, тебе ти Том Харди е еден од како да би рекол, примерите за добар актер. Да, омилен актер моментално од помладите ми е Том Харди, а од постарите Гери Олдман. Гери Олдман, легендарниот Гери Олдман, каква улога има направено, како го игра Сид Вишес, тоа е ретко, тоа е мој прв филм и мислам дека треба да биде награден, не е награден до сега со Оскар. Нема добиен Оскар. Чекај, доби за тој филмот. Не, нема добиен Оскар. Не го доби Оскарот? Нема добиен Оскар. Добро, без разлика дали го добил или не го добил, сега сме на тема македонски актери и актерки. Јас најдов некој форум, нешто на овој интернетов што нема да најдеш чудни работи. И вели набројте демек најдобри актери од Македонија. И набројуваат, сега да не ги читам. Јас би прочитал нешто поинтересно и викам, сум имала прилика да бидам во близина на Сум имала прилика да бидам во близина на Лилич,
Коцев и малце со Сафирчев. Искрено вика чудни луѓе се. Коцев како актер секогаш не смее до помочување, ама многу депресивен. Дај Бог да чуе. Лилич е швалериште. Значи, ова не е моje мислење, ова го кажувам напишано на некој форум. А за Фирчев не сум имала личен контакт, ама го демнев, му бив... Океј. Океј! Стоп! Збориме за луѓе посесивни кои се откачени и значи, уште еднаш кажувам, тоа не беше мој став, тоа беше став на некоја си што се подпишува со псевдонимот таков е псевдонимот, така се чита. Хола Малахути, нешто такво. Не е ни важно. Јасно. Столе, имаш ли ти, например, еве работиш со Сашко Коцев, нели го спомнавме. Кажи ни како е соработката со Коцев? Што се случи? Стварно ли е таков депресивен? Не, Сашко е еден одличен лик. Мене ми е еден од домилените македонски актери. Мене ми е омилен исто, да, омилен стендап комичар и актер, значи многу интересен. Прекрасен човек пред се. Така? Као актер нема што да зборуваме тука, знаеме сите каков е и што е. Мозокот му работи 350 на сат. Така? И многу е пријатен и кул као човек. Не знам, мене ме запозна кога почнавме да ја работиме, нешто пропуштаме и се однесуваше со мене кога да ме знае цел живот, а не кога да е постар колега кој има 10-15 години искуство на сцена со некој дечко само што се вработил сега. Така, без разлика, сепак најде ти на пријателски односи и соработка со постар колега. Да. Затоа што знаеме какви се постарите колеги, ке те кошка. Ке те сгазу. Дали гледаш хокеј? Не. Добро. Кога бев во Америка на Work and Travel програмата, бев на Добра програмата, да. Програмата. Работете. Бев на Бостон Бруинс. Ама не пратам многу. А гледаше напред во живо? Да. Значи, еве стигна на прашање, вика прашај го Столе дали ако му станам девојка може да ме однесе во Америка. Па стане му прво девојка. Дали ако ми стане девојка таа ќе ме однесе за Америка? Подобро прашање. Значи контра прашање, а ти ако сакаш да му станеш девојка на Столе и да добиеш 2 гратиси за представата нешто пропуштаме, ќе се јавите на телефонскиот број режија, ве молам сега за мала асистенција. 37-332 ќе добиете 2 гратиси, 2 билети за представата. Нешто пропуштаме на 15 ги додели Столе Мицов, а ако сте дама можете да му станете и девојка. Се надевам дека кога ќе звони телефонот од режија ќе ни кажат. Значи 31-332. Така ли е, точно го погодив од режија знакот. Вака, ќе го видите на камерите. Значи, we're on, baby. Имаме гледач, слушателка? Немаме. Гледачи имаме надвор колку сакаме, а гледачи во сала и секогаш имаме многу. Столе, кажи ми, за представата Вардарски пастови, ти си еден таму од највпечатливите карактери, ликови, што би рекол колегата Тино. Како оди таа представа? Таа представа веќе имате, мислам, 10 изведби. Да. Мислам дека ни беше 10-та сега пред недела дена во саботата. Така. Тоа е една представа која ја смее публиката 2,5 сати од можни 2 сати. Така. На нас многу ни е забавно додека играме, пошто имаме слушател. Извини што ќе те прекинам во... И се докажам после. Да, слушателка ли е? Само запишете го името или го запишете веќе. Да, ви благодарам режија секогаш на својата задача. Дали се слушаме? Здраво, ало, добар ден. Здраво, како си? Одличен. Машко е? Да. Добро, дека ни рекоа слушателка, си извинувам. Ништо. Здраво, бате, доби билети за представата нешто пропуштаме на 15-ти. Фала многу, јас и да ве поздравам. Одлична ви е емисијата и сум ја гледал веќе, нешто пропуштаме секоја чест. Значи, одлични сте. Значи, ќе одиш повторно да го гледаш Столе Мицов. Да. Ете така, ти благодарам. Како се викаш? Никола, здраво Никола, те поздравуваме. Презимето не го кажува од приватни причини, се надам го кажа во режија и таму ќе ги запишат сите информации. Ти благодарам за јавувањето и уживај во представата. Нешто пропуштаме. Благодарам. Ете така. Се гледаме утре. Значи, Столе, дали таа познатата мисла не пропуште ништо, дојди на нешто пропуштаме, е твое дело, ти го смисли тоа или тоа е како онака, како простори во воздухот додека работите представата? Па
Така ми текна. Така ти текна. Да. А ти си голем мислител. Да. Многу често Аристотел ме викаат. Да. од дома. Аристотел меѓу глумците. Да. Многу често девојчиња доаѓаат во бифето и доаѓаат кај тебе на советување. Значи ти си еден вид како психолог. Да, исто имам советувалиште приватно море. Вардариште. Имам повеќе кучиња. Кучиња и така. Не, и кажи, доаѓаат и те прашуваат за разни совети. Јас сум бил присуствувал на неколку како имам уште еден слушател. Да, уште, ајде ќе доделиме уште 2 билети Да, и толку знаеш, не толку кажавме. Заборавивме да кажеме дека не. Да, дека 2 пара. 2 пара, Билети. значи 2 доделивме и ќе Уште доделиме 2. уште 2. Ги поздравувам сите што се на автопат и во моментов немаат ништо друго да прават освен да не слушаат нас. Држте се момци, а ако се осетите уморни, застанете на првата бензинска, напите се кафе. Тоа е многу интересно. Јас секогаш конзумирам и отрови додека возам, ме одржуваат буден. Одиме со слушателката, ако не се лажам. Слушател уште еден. Ало? Ало, да, добар ден. Здраво. Поздрав за вас во студиото. Поздрав, бате, доби 2 билети за представата Нешто пропуштаме. Дали те гледам или ќе гледаш прв пат? Не прв пат ќе гледам. Не сум ја гледал. Аха, не се гледала, па добро. Твоето име и презиме се надам дека го остави во режија. Ќе уживаш на представата на 15-ти. А билетите можете да ги подигнете на билетара со ваша лична идентификација или познато како лична карта. А ако немате таква, слободно земете го вашиот пасош и се надам дека нема да пропуштите ништо. Столе, друго нешто би додал. Благодарам многу. Уживајте. Се гледаме. Пријатно поздрав. Секој е добро, секој е добро. Ова се луѓе од диаспората, од секој. Ете, тоа е знакот дека човекот спушти слушалка. Заклопи. Кажи ми, Столе, значи секогаш твоите обожавателки може да те најдат. Кажав каде може да се подигнат билетите. Може да те најдат во бифето на театар комедија. Да. Па таму си седиме скоро цело време. Така. Посебно кога ќе спремаме представа. Едно супер местенце кое што е ново, не е многу старо, ни го отворија сега пред некое време. Така. Значи, ако дојдат девојчиња, гледаат представи, после тоа бараат совет за било што, може слободно да се обратат кај доктор Столе Мицов. Така, да, разговараат со мојата секретарка и после Така. тоа ги, да, така. Секретарката ќе ја познаеде по нејзината витка на кадрава коса, така кадрава беше. Добро, не, добро, асоциацијата твоја во глава не. Што би рекле од режија, мораме да одиме со песна, до тогаш чувајте се и бидете добро. Аре, идеме, јас сум брзи, а вие слушате Комичен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. И во живо се враќаме повторно со Комичен Мегахерц. Ова е прв пат во нашата емисија да се случува и фотосесија. Јас им благодарам на овие прекрасни девојки што ни го разубавија студиото. Столе, како се чувствуваш? Супер, Ти реков бе. дека си магнет за вакви луѓе, ти реков. Ми кажа, ама не ти верувам. Не ми веруваше, но еве се случија тие чудеси. А ова ако може да го фатат камерите, после нема да ни веруваат дека има некој. Здраво, како се викате? Здраво, Тамара, како е да се снима фотосесија за време на емисија? Добро. Добро е, интересно, а тоа е предпоставувам Марс. Значи ова е луѓето што ги праќаме додат на Марс. Значи они се едни од тие космонаутки. Средните добитници што кидат на Марс. Така е. Првиот. Значи оваа емисија е таква, доделува, се слуша. Значи оваа емисија доделува и 2 патувања на Марс со Столе Мицов. Патувајте на Марс со Столе Мицов. Неповратни карти. Не, со Столе, дали кога си како се вика тоа, кога си влегол во интеракција со девојка, која фраза најчесто ја користиш? Здраво. Ајде да пробаме сега со твоето здраво, како дали можеш да извадиш нешто од, нели си психолог? Не, советник. Советник, така. Значи, кажи ми, им викаш здраво и потоа? И потоа некои ми викаат здраво, некои бегаат. Некои бегаат, овие остана, Да. две се Дека се сликаат се овде, мора сликаат да и значи не избега. Ај кажи уште еднаш здраво. Здраво. Уште се тука. Уште се тука. Добро, дали ќе вратат некоја информација? Не, само насмевка. Столе, но сепак и насмевката е добар знак. Значи кога се пуштате на девојките, ако им речете здраво, тие ви се насмеат, тоа е знак дека сакаат да поседуше 2 минути со вас затоа што уште не е дојден дечко им. Или дека мора да бидат тука. Или дека мора да бидат тука, така е, да, ако работи во банка, ќе мора да те услужи. Здраво. Нема кај да иде. Здраво. Значи не им се пуштите на службеничките во банка. Еј, се откачи Ми падна микрофонот. микрофонот. Сега си останав со рачката во раце.
Класика, македонска класика. Столе, помогни ми со рачката да не ги малтретираме луѓето. Еве. Значи, помагатели, дојда сите и од пожарна, и од сите служби во радиото, помошни. Добра, нема потреба, може ми вака јас да водам емисија, еве, ќе станувам и ќе одам по радиото. Вака, доделивме 2 гратиси за представата. Нешто Сега пропуст. ще ми ко Аксел Роуз. Така? Да. Нак. Добре, тоа Столе, добре. Не знам дали те фаќа камерата вака. Не ме фаќа камерата, го фаќа мојот граден кош, но тоа е не развиен, така да нема потреба нешто да се дава посебно внимание на тоа. Столе, превземи малку додека се местам јас. Еве, Атанас го мести микрофонот. Не знам, Атанас, за утре се представате, доделивме 2 билети. Јас сакам да ги поканам сите слушатели Така. да дојдат на представа. Представата е многу забавна. Како што кажав, ми игра Сашко Коцев. Така. Игра еден друг добар млад глумец кој што не знае дали е Столе волик. Мицо! Не е тој. Тој не е. Благодарам за Тој микрофон. дечкото не знае дали е во лик или е во карактер, пошто Така. тоа не е исто, тие се 2 различни работи, кога си во лик си во лик. Зашо? Вака. Кога си во лик, ако си во карактер си свесен за тоа што го правиш. Тоа е нашиот колега Валентин Костадиновски, Костадиновски, цртица Тино. Или не знам дали ние имаме платено за оваа фотосесија, Столе, ако ни наплатат покасно, јас не би имал пари да платам, ама Јас- може да ги почестиме кафе. Но, може да, може кафе, а плата уште немаме земена. Плата стигна вчера, немој да лажеш ако... Да? Да, значи, со пороците, актерите, коцката си го прави своето. Кажи ми, имаш ли, онака, нели секојаш се врзува за актерите дека мора да имаат коцка, да се коцка, да имаат пороци, да пијат, дали ти го правиш тоа? Ти не, ти си спортски тип. Да. Ти Јас си... сум спортски тип. Нема, така си пијам, си пушам, цигари. Да. Ама се регуларно. Си имам пороци. Така е, денес Секој нормален човек, мислам. сите имаме пороци. Денес во 1958, најако. Во 1958 не се случило, ама баш ништо. Да. Инаку Многу досадно беше тоа. Така, досадно беше. Честитам на македонската репрезентација што се пласираше на Европското првенство за помлади од 21 година. Столе, за луѓе, за девојките помлади од 21 година, дали има друга фраза освен здраво? Здрава лична карта. Ако си полицаец, ке им приоѓаш на таков начин здраво лична карта. Вака, Не знаеш, сега изгледа на 15 години кога се 28. Мора да бидеш сигурен. можеш да бидеш сигурен, посебно ако си советник. Да, и повторно од режија се јавуваат со познатото Атанас. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Им благодарам на манекенките што беа пред малку и што ни го снимија овој джингл. Се надевам дека кај вас предизвикува. Ќе ги видите манекенките на видеото што ќе го ставиме на YouTube малку покасно, за околу 2 часа. Столе, кажи ми, виде сега како се прави една фотосесија. Значи, Да. ова е еден професионализам, значи, кажи ми ти како би снимал фотосесија? Дали би се препуштил како манекенката или едноставно би останал крут до крај? Јас сум срамежлив дечко и мислам дека би останал крут. Ти ќе бидеш крут за фотографот да може да изводи нешто. Ја би можел да бидам фотограф. Еве, ко 6-та професија може да го работам тоа. Имам добар телефон. Само треба да најдам манекенка. Само ти фали манекенка. Има еден наш познат диџеј и рок звезда што се нарекува себе си вика станав диџеј Ради манекенки. Да. Така да ти можеш да станеш фотограф ради манекенки. Да, И ќе биде доста интересно, на пример, како би ги сликал? Еве, кажи ми на тропско некое место или ти ги сликаш на зелено на позадина по последна фотошоп. Не бе ке мене у соба. Поевтино сега. не знам. Така, ти значи ќе почнеш од low budget па да станеш Google или Yahoo Така, или така. тие големите Мора да се почне полека, не можеш така. Скалило по скалило. Затоа што ако рипаш по 10 скалила можеш да паднеш на паднеш. муцка. Да. Вие не паѓате на муцка, бидете закачени на вашиот омилен мегахерц 96 од Жарко би рекол 0. Ау!
сум Извежбана е вежбал. таа работа. Вежбал сум. Вежбал е. Значи, Жарко шета и работе за театърот работе. Од драмскиот театар они имат сега турнеичка малку. Да, турнеичка има драмски театър и они шетат, правят други работи. Да, и многу убав автобус има. А не съм го видел. Пишува се турнеа драмски театар. Што би рекле во Бугарија, турнето! Ке одеме на турнето! Да одеме на свирка. Кога се појави бугарскиот оној бран на Турбо Фолкерки, имаше ти некоја фаворитка од тие Турбо Фолкерки? Кај нас су, јас дека сум од Виница. А стварно не се Да, приметил? јас сум од Виница. Да. Мило ми е. Кај нас во Виница тоа беше многу порано. Јас кога бев 8 оделение така нешто. Ама добро, тоа и беше многу јак бран, тој бранот, пошто многу сме блиску и се осети многу. Дури ни планината не успеа да. И некако не можеме да се оттргнеме од тој бран се уште. Ден денес Значи, да уште отидеш таму има влијание. у дискотека во Виница, ќе слушнеш нешто бугарско. А дали 100%. дали доаѓа, дали гостуваат? Па неколку пати имаат дојдено, ама јас пошто не ги пратам, не знам кои се и како се и што се. сепак Ама знам дека неколку пати имаше. и Настап. ти не си бил, не можеш да го опишеш тој настан. Не може. Жал ми е, ќе Ама беше знам дека беше голема еуфорија у градот. дека ќе се Сите случи. бараа карти, не знам, а картите не беа ефтини и тоа беше доста интересно. Не знам, ко например овде да би дошле Queen Да, во Скопје, така би бил. Таков интересот у Виница кога ќе дојде некој од Бугарија. Па добро, види, и во Скопје Queen немаат гостувано од кога се случи тоа со Фреди Меркјури, Бог да го, нели? Прости. Значи ние Од тогаш немаат Од тогаш дојдено. немаат дојдено, инаку порано гостувањата беа многу чести на Queen, се сеќавам далечната, дај, не се сеќам на ништо. Јас едноставно живеам тука за да можам да Живеам. да дишам. Јас сум гладен, сакам да јадам. Исто. Омилено јадење столе. Секое. Не сериозно, многу сакам да јадам. Немам некој омилено јадење. Не можам да кажам. Ау да, мајка ми кога ќе си одам у Виница, обожавам кога ќе ми направи тавче гравче. Тавче, гравче. Да. Тоа ти е добра идеја за после. Вие се надам дека јадете се од македонска кујна, уживајте со тоа што ќе си направите нешто посебно за вас и секогаш гответе со љубов. Поздрав до сите убави дами што циркулираат околу нашето студио, така наречено Радио Слободна Македонија на 96,0 во Скопје, а во Кавадарци Неготино на 92,5. За Виница не гледам дали има. Нема, ама можете да дојдете 10 километри од Виница, тоа е во Кочани. Кочани и да го слушате на 950. Ти благодарам на помошта, но сепак дека се од Кочани не кеш ни да го кажеш. Не можам. Не, кажи ми, дали има некој ривалство меѓу Виница и Кочани, онакво? Па не, ја никогаш не сум го имал тоа ривалство, ама помеѓу градовите имаше порано многу повеќе отколку сега. Така. Не знам како секои два града кои што се блиску. И сите против Скопје. Тоа е Куманово Скопје, имаме Тетово Скопје, Битола Скопје, ствари Скопје, да, сите. против Скопје, да, ние сме навикнати на тоа. Значи немаме проблем со ништо, никој тоа кој сак. Ова искористивме приликата дека Жарко не е тука, иначе тој веќе ќе одбранеше целата ситуација и ќе збореше за Прилеп како е, нели? Супер, у Прилеп, они не се расправаат со никој, немаат ривалство. Прилеп е најдобро. Прилеп се оцели во Австралија, се оцели. Шо збореш, човек? Да, ја викам, ако ја маваш главата од зид, согуруваш 150 калории. Значи, ако си дебел, акне главата од зид ќе ослободиш 150 калории. Мавај се така 10 години ќе останеш без глава. Значи, Тоа е добар добра план. диета, добра диета. Прв пат читам вакво нешто. А од каков зид? Мислам? Вика ако нилските коњи, коњови се вознемират, нивната пот станува црвена. Нешто не во ред со нив. Нешто, да не си болен. Нешто се болни. Да, треба да идиш на лекар. Столе, кажи ми, пишуваш ли поезија? Не. Не, пишуваш, те молам. Не пишу. Не пишеш? Јас поезија. Не. Ти да. и знам дека ти пишуваш. Да, јас имам напишано. Дека имаш неколку стихозбирки. Стихозбирки имам, да, Бели мугри е моја. Пишува под псевдонимот Кочо Рацин. Но сите ме знаат. Ау, сум ја читал. Си ја читал, да, позната е во Македонија. Еве, вика, љубов, поетот рекол, е целосно постоење на жената. Вирџинија Вулф. Како ти размислуваш на оваа тема?
На Вирджинија Вулф? Не, за целосно постоење на жената дека е љубов. Па не знам, да, се согласувам до некаде. А вика кога жената плаче, тоа е срам за мажот. Па зависи. Ама добро, нашиот театар е да ги насмее жените, не да ги расплаче. Да ги расплаче, да. Така, Не знам, јас не знам да расплаче. Од течности кај нас во сала има само солзи радосници. Радосници, да. Така, кажи ми за последната сцена на Пастови, таа е една бравурозна, една енергична, со наплив на емоции, какви? Прашање е едно од оние на една Ова е емисија. трик прашање. Да. Ова е трик прашање. Последната сцена од Вардарски Пастови уствари Финале. финалето на целата представа, на целото тоа смеење од 2 сати, каде што ние 5 дечки Момци. стануваме стриптизери и играме стриптиз и не знам како да го опишам тоа чувство и таа емоција која што се случува на сцена. Ама треба да дојдете и да ја осетите целата таа енергија што се случува во тој момент. Значи Столе покани цел женски род да присуствуват. И Машки. Цела представа. Чекај сега да не се разбереме погрешно. Објасни. Представата не е женска представа. Представата е напротив машка представа, според мене. Така. Затоа што сите тие шеги, целиот тој хумор што се случува тие 2 сати не е женски хумор. Женски тип на хумор, не знам штикли, не знам, баш машки тип на хумор. Последната сцена само ако сакаат мажите можат да искочат, не морат да ја гледаат. Или да гледаат во своите жени како што е практика кај нас во театар. Така, значи Да внимаваат што прават жените. И да не се лизнат кога ќе искачат. Вика, знаете момци, нуклеарниот реактор е многу сличен на жените. Едноставно мораш да го прочиташ упатството и да го притиснеш правилното копче. Ова е многу точно. Ти што мислиш? Жените се нуклеарен реактор? Па во повеќето случаи да. Да, кога се пушта алармот. Јас ги поздравам сите жени сепак. Ама да, си. Убавината на жената не е Ова само многу нејзина. шовинистички звучи сега. Не, кој е? Моја твоја страна, вака за Зошто? жените, така за жените. Не, бе, жените се супер. Не, Ја многу никој ги сакам не жените. рече ништо против Јас жените. многу ги сакам жените. Така јас ги Ова е обожавам. реплика од представата Хармс ти текнува. Така, вика убавината на жената не е само нејзина, таа е дел од дарежливоста што ја носи во светот. Нејзината должност е да ја сподели. Значи им се заблагодаруваме на сите убави жени. Така. Што ја споделуваат нивната убавина. Јас гласот намерно го направив вака малце да звучи по-сензуално. Малку секси. Малку возбудливо. Мислам дека жените се секси со облека. Ако подоцна ја соблечат, тогаш сте триумфирале. Се согласувам со ова 100%. 100%. Да. Значи триумф. Да. Не ти да ја соблечеш, самата да ти ја соблече облеката. Так. Значи, Вака ќе збориме цело па време. не цело време, ама некој време да можеме да можеме. Јас би замолил во режија ако може Елвис Присли да го најдат. Со малку некоја- вака у фон да иде. У европски. Со некоја Елвис Присли да иде у европски ако може. јас сакам да седам и да ги гледам жените. Бидејќи тие се тие. Што се? Жени. Многу ме возбудува гледањето на жени. Вика, жените не сакаат да слушнат што мислиш. Жените сакаат да слушнат тоа што го мислат. Со подлабок глас. Жените сакаат да го слушнат тоа што го мислат. Добро беше ова. Ова е добро, вика, жените глумат оргазам, а мажите ги глумат финансиите. Точно. Значи, режија, ако го најдете Елвис Присли, Добри глумици. пуштете го за крај Елвис Присли, ако било што од Елвис Присли, некое по-сензуално парче, ако може да најдете, а до тогаш јас и Столе Мицов, мојот ко-водител, ќе најдеме начин да се одјавиме на најможно секси варијант Ч. Што би рекол нашиот колега, варијант Ч. Столе, Жаре. да поздрави ги нашите слушателки. Еве за крај ве поздравуваме сите слушатели, не мора само слушателки. Еве сите Добро. ги поздравуваме. Ве покануваме да доаѓате повеќе во театар. Еве Да се можете да дружиме. почнете од утре, на пример. Продолжуваме во понеделник стюардеси и во 21 петок, така? Така е, Вардарски Пастови. Пастови, ова беше Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Столе Мицов и Жарко Димовски.
Датум на емитување е 14.10.2016, продукција Радио Слободна Македонија. Сега ви оставаме со Кралот. 4, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам.